Добро утро и од мене, и како што најави колегата Ордановски, наша гостинка е Иванка Апостолова-Баскар и ќе зборуваме за театарот. Таа е универзитетска професорка, раководителка на Интернационалниот театарски институт, Македонскиот центар, да. Македонскиот центар, продуцентка, театарска, културен деец и така натаму. Непосредниот повод е, на 27 март е традиционално веќе, нели се одбележува Денот на театарот, тој е меѓународен ден на театарот, каде што во сите театри во светот се чита една порака или две, зависи нели како е тоа уредено. Кај нас имаме една домашна порака и една светска. Годинава автори на тие пораки се Ана Стојановска, театрологот од Македонија, и Питер Селерс, познатиот режисер и актер. Иванка, дали имате податоци, вие ги организирате овие пораки, ова одбележување на Светскиот ден на театарот, дали имате податоци во колку театри во Македонија ќе се играат представи во недела и ќе се прочитаат, ќе има некоја програма пригодна? Да. Јас, да речеме, никогаш не го знам точниот број, меѓутоа систематски ги праќаме пораките до сите театри, до независниот сектор активен во театар, и на самиот ден добиваме информации кои што ги репостираме на нашите страни. Така да во принцип секој си го одбележува на свој начин, дали има по две представи или по една е прашање на одлука и година. Имаме по-интензивна соработка со МНТ Скопје и знаеме дека и они почнаа, што е многу добро и добре дојдено, да прават видеочитања со актери кои што биле, како се вика, автори на пораката, меѓутоа не сме правеле видеоснимки на времето со нив, бидејќи некои работи се сменија за време на ковид. Така. Сега повеќе видеоснимките ја играат на улога на живиот настап. Точно, и морам да кажам дека сето тоа е контрадикторно, меѓутоа плусот е бидејќи можеме многу успешно и брзо интернационално да ги дистрибуираме сите референци од тој тип што се поврзани со нашата програма и активности. Сега, мене ми е многу интересна пораката на Стојановска, театролог, наш професорка, која што вели: живееме предизвик од време, живееме изместено од координатите на општото добро, но и од координатите на личните достигнувања. Не само пандемијата, туку и промените во светот, животот дома придонесе и на театрот да му се измести комоцијата. Како и секогаш, кога имало вакви разбурбатени времења, театарот се обидува да се снајде. Театарот е пиреј. Преживува се и треба да се снајде. Многу интересно што поентата на низината порака е дека театарот треба да се снајде, а одговорноста за тоа снаоѓање таа ја бара од театарските дејци. Точно. Прво, Ана е еден многу интересен човек, висок професионалец кој што систематски ги следи и ги познава работите во домашната драматургија и театарска уметност. Незината порака кореспондира не само со светските случувања, посебно со македонските овакво контексти и местото на театарот, така да јас сметам дека сето тоа треба позитивно да се прочита и да се примени од страна на новите генерации кои што сакаат активно да работат во театар. Не треба да чекаат на совршените услови за да се почне да се создава театарска представа. Треба да се почне од нула и да се стигне до некаде. Сам, како што велат, ништо ново јас не кажувам, меѓутоа ги застапувам тие ставови, треба сам да си ги скрираш условите во рамките на своите можности. Се разбира дека радикални нискобуџетни услови не се долго одржливи, меѓутоа тие треба да те однесат како креатор, како уметник, да ти го отворат следниот стадиум, односно следната фаза на професионално создавање. Сега начуваме малку и прашања поврзани со локалните културни политики кои што треба тоа да го возможуваат, нели? Дали го возможува? Па јас не можам да ги сватам политичарите кога конечно ќе ги одлучат и кога конечно ќе ги применуваме како што треба тие политики со цел да ни се помогне. И некој, како се вика, да го наблюдува заедно со нас процесот на развој и да детектираме заедно што функционираат културните политики, што не функционира, каде да се смени. Меѓутоа, знаете како, не може некој кој што работи 15 години да е третиран исто со некој што вчера се појавува. Знаете, мислам, тоа ги збунува луѓето, никој не знае каде ти е местото. Јас мислам дека тие работи, културните политики ги многу повеќе, како се вика, успеваат да ги во одредени држави да ги средат, но помалку културните политики да се мешаат во темите, знаете, да не се инсистира премногу на дека уметноста пред се е социјално ангажирано подрачје. Таа е, меѓутоа доколку не се форсира во таа насока, знаете.
Значи, вие, ако добро ве разбирам, велите политиката дека наметнува теми во театарот, што вака не сум слушнала многу, дека барем кај нас има дека театарот... Добро, јас малку сум дисперзирана, сега зборувам како се вика и за некои меѓународни овакво констелации, состојби на нештата. Да, вие конкурирате на разни проекти и така. И нормално тука некаде местото на Македонија која што кокетира како се вика со тие европски или светски случувања, помалку или повеќе успешно, зависи од тие микрокосмоси, помалку или повеќе функционални во нашето културно милје. Но сметам дека во Македонија, на пример, ние ги немаме како се вика техничко функционалните културни политики. Значи јас ако работам интензивно 3 години, знам што ме чека по 3 години ако сум доследна во својата работа и ако моите представи постигнуваат како се вика видливи резултати. Потоа за 3 до 5 години имам право да влезам како се вика во националните институции. Так. Националните театри, пошто се уште сме на ниво на радикален геп. Само национални театри некаков полуимпровизиран независен сектор, кој што како се вика зависи од добрата волја на културните домови, на домовите на култура, кој што нели во рамките на своите можности можат почесто или поретко да ти излезат во пресред со простор за работа, така? Значи, она што вие се залагате всушност прво таа техничка некаква, не е толку техничка, колку што е еден вид на ред на работите, како треба тоа да се одвива. Така, баш така, ред. Знаете, редот ги олеснува процесите со сите животни препреки, знаете, пошто сме луѓе, живи. Постојано се случуваат некакви успони и падови локално и меѓународно. Видете, само што демек излеговме од ковид, се случува Украина и сето тоа како се вика сакал или неќе ме некако ни се наметнува во работата што ја правиме, да речеме, морам да ви кажам, почнува да се јавува геп во рамките на меѓународниот сектор на International Theatre Institute. Значи, или си за Украина, или си за Русија. Значи, тоа е толку инфантилно за некој кој што е дел од една од најстарите мрежи за театар, сега веќе и за опера, за танци, за перформанс. Во културата не смее ништо да се дели. Знаете, политиката не смее да ги дели работите во културата и уметноста. Тоа е фатално, тоа е погубно, тоа е детско, како детска инфантилна игра. Ме разбирате? Зашто војните еден ден ќе завршат, а што е културата секогаш била над сите конфликти, како се вика, од дискутабилен интерес или пак поврзани со мрачната страна на политиката, нели? Во светската порака што ја напиша Питер Селес, како што кажав, тој на крај завршува со следните зборови. Пандемијата и оваа инвазија на Русија во Украина ќе го промени светот. И допрва ќе го менува како и театарот. Што, односно ќе го менува одговорот на театарот. Да. Значи, и тој не се оградува од тоа дека светот се менува. Значи, светот се менува за време и после секоја војна. Тој човек не ги одобрува војните. Меѓутоа мора да ги спомне бидејќи новата е актуелна, така е присутна. Ги сносиме последиците од истата сите. Питер Селес е будист, значи тоа е многу битно. Значи се низ призма на будизам работи. Тој вика, ни една војна, ни една апокалипса, ни еден крај на светот нема да го истрби човештвото. Човештвото ќе остане живо, ќе остане флексибилно и треба да научи милион работи кои што мора да ги научи за да ги подобри работите во секојдневниот живот и за идните генерации. Добро, ние сме далеку од тоа да ги гледаме на така глобално ниво, но добро поентиравте дека кај нас треба малку ред да се воведе. Иако не се согласувам со тоа што велите дека темите ги наметнува политиката во театарот, бидејќи политиката не е заинтересирана за театарот, баш премногу. Знаете, би сакала да искористам оваа прилика и да пренесам, како се вика, порака до нашите колеги во приватната и државната академија да се отворат, да не се плашат, никој не ги загрозува, нека ги апдейтаат своите програми со интересни предмети. Веќе се јавуваат интересни млади луѓе кои што завршуваат и постари, кои што сме завршиле школи во странство, кои што не се правиме попаметни од нашите домашни колеги, него би сакале само квалитативно да го надополниме, да го апдейтаме програмот со цел да им помогнеме на идните генерации да се, како се вика, да се ресетира или да се сочува, да се одржи, како се вика, квалитетот на современото театарско-драмско творештво. Следна работа и националните театри. Нека не се плашат клановите. Никој нема да им го земе парчето леп. Нека ги отворат своите сцени, своите ходници, своите скали за кратки, како се вика, винјети, за монодрами, за дуадрами, необично поставени во нивниот
во нивните прекрасни простори. Сега веќе имаме неколку со одлична технологија, така опремени. Добро, јас многу ви благодарам за овие ваши идеи во пресрета или во очи на денот на театарот. Театарот е огледало на општеството со таа една стара максима да го завршиме овој разговор и да имам надеж дека повторно ќе ни дојдете со интересни теми за разговор. Ви благодарам, Александра, на поканата. Пријатно. Сашо, еве, ние го завршивме нашиот дел за театарот, бидејќи во недела е денот на театарот.